Светскиот ден на водите 22 март, Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет денеска на камениот мост во Скопје во водите на реката Вардар положи букети цвеќења со порака да се зачуваат водите чисти и здрави за идните генерации и да има доволно вода за животинскиот и растителниот свет. Добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Гринер го одбележа Светскиот ден на водите. Сокол Митровски најави реконструкција на шеталиштето во Ѓорче Петров. Кандидатите за градоначалници на општините во Скопје и околината ги повикаа граѓаните во недела масовно да излезат на гласање и да ја дадат својата поддршка. Со одржување на повеќе манифестации и работилници денеска во Македонија се одбележува Светскиот ден на водите. Здруженијето за зелено општество Гринер денеска во трговскиот центар Рамстор со отворена работилница и голема поддршка од институциите го одбележа денешниот ден. Андријана Димитриевска. По повод Светскиот ден на водите насекаде во Македонија се одржуваат манифестации и работилници. Здруженијето за зелено општество Гринер денеска во трговскиот центар Рамстор имаа отворен ден на тема вода. Ова здружение традиционално го одбележува Светскиот ден на водата. Оваа година се решивме дека ќе одиме со еден поинаков концепт. Заради темата на оваа година, тоа е соработка за вода, затоа решивме дека ќе вклучиме повеќе целни групи и ќе го покажеме важноста на водата во разни животни ситуации и разни животни сфери. Водата е од витално значење за животот, клучна за човечкиот развој и неопходна за да се одржи нашата животна средина здрава. Постои непроменлива количина на вода на планетата и со зголемување на населението, економскиот развој и менување на начинот на живот се врши прекумерен притисок на ограничените водни ресурси во светот. Поддршка денешната работилница имаше и од повеќе организации, како и од шведската амбасада во Македонија. Ресурсот вода како ресурс сепак не е со неограничени количини. Шведска како влада и како земја е многу свесна иако има изобилие на вода, многу е свесна за потребите за зачувување на водата и нејзиното одржување како ресурс. Брзата урбанизација, загадувањето и климатските промени му се закануваат на ресурсот, додека барањата за вода се зголемуваат со цел да се задоволат потребите на растечката светска популација за производство на храна, енергија, индустријски и домашни намени. Водата е заеднички ресурс и незиното управување треба да го земе во предвид широкиот спектар на спротивставени интереси. Ова обезбедува можности за соработка меѓу корисниците. Со голем еко-хепенинг кој што денеска се одржа во зоолошката градина, градот Скопје го одбележа денот на пролета и на екологијата 21 март. Во оваа традиционална манифестација учествуваа голем број ученици од основните и средни училишта од Скопје, кои во зоолошката градина засадуваа садници, слушаа предавања за зачувувањето на животната средина и на биодиверзитетот и споделија еко-пораки за поздрава и почиста животна средина. Секретарот на град Скопје Гордана Клинчарова денеска додели пофалници на учениците од 28 основни училишта за нивното активно учество и успешната реализација на проектот Собере 5 за да добиеш 5. Хепенингот по повод денот на пролета со свој настапи го збогатија децата од детскиот културен центар Карпош и градскиот оркестар. Слободата на изразување е основно човеково право кое по уривањето на Берлинскиот зид се смета за едно од 4 права на кое ќе се темели иднината на светот. Но потребата од неговото ограничување доаѓа поради можноста од злоупотреба, како што е говорот на омраза кој се шири, потикнува или оправдува ксенофобија, антисемитизам и други форми на нетолеранција. За разликување на овие две форми и неширење на говорот на омраза во медиумите неопходна е едукација на новинарите. Ова беше денеска истакнато на денешната работилница организирана од мисијата на ОПСЕ во Скопје во соработка со Институтот за новинарство, медиуми и комуникации при Правниот факултет и Дирекцијата за заштита на личните податоци насловена разграничување помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза. Според доцент Елена Михајлова од Правниот факултет во Македонија има говор на омраза, а медиумите имаат
моќ да одлучат дали воопшто ќе известуваат за него и со тоа ќе направат да дојде до една многу поширока публика. Дали ќе се оградат од него, како ќе го презентираат, дали ќе го засилат. Од денешната работилница треба да произлезе материјал за брошура за едукација на новинарите за спречување на говорот на омраза во медиумскиот простор. Вечерва на полнок завршува изборната кампања за локалните избори што ќе се одржат во недела на 24 март. Утре и на денот на гласањето е изборен молк. Партиите, коалициите и независните кандидати кои се пријавија за учество на изборите во изминатите 20 дена пред електоратот ги представуваа своите програми и кандидати и ја побараат довербата од граѓаните. Гласањето во недела на 24 март почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Локалните избори ќе се одржат во 80 општини и градот Скопје. Поднесени се 350 листи за градоначалници и 480 листи за советници. На советничките листи се кандидирале вкупно 8528 лица. На 2976 гласачки места својот глас според избирачкиот список треба да го дадат 1.743.403 граѓани. За градоначалник и за Советот на главниот град Скопје своето право на глас може да го искористат 443.770 граѓани, запишани во единствениот избирачки список на 536 избирачки места. Еден ден пред изборите, утре своето право на глас во казнено-поправните домови ќе го остварат 1446 избирачи, а надвор од местото на живење 136 избирачи со статус на внатрешно раселени лица. Лица што се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор и немотни и болни лица кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Ова се 6-ти локални избори во Македонија. Првите се одржаа во 1990 година, следните во 1996 година, во 2000, во 2005, а последните во 2009 година. Градскиот парк во општина Ѓорче Петров ќе се доградува. Вети денеска кандидатот за градоначалник на Ѓорче од редовите на ВМРО ДПМН е Сокол Митровски. Проектот е дел од третата фаза на доградба на градскиот парк, во која ќе се модернизира шеталиштето во соработка со збратимената општина Кушадаси. Ивана Митковска. Кандидатот за градоначалник на општината Ѓорче Петров од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Сокол Митровски, како дел од предизборните проекти вети доградба на Реонскиот парк во општината. По завршувањето на првите две фази, ќе се започне со изградба и на третата фаза, која предвидува реконструкција и модернизација на шеталиштето во општинскиот парк. Кандидатот за градоначалник Митровски потенцира дека овој проект се реализира по барање на граѓаните и дека по завршување на двете фази добиене еден простор кој е вистинско собиралиште за сите генерации. Остана третата фаза. Таа трета фаза ќе се гради заедно со општинската зграда и шеталиштето кое заедно со збратимената општина Кушадаси ќе го градиме во интерес на потврда на зајакнатите или јаките односи кои ги имавме комуникацијски на сите полиња со збратимената општина Кушадаси од Република Турција. Општината Ѓорче Петров пак за возврат во Кушадаси ќе изгради македонска куќа, во која ќе бидат поставени националните обележја на Македонија. Митровски појасни дека има заинтересирани инвеститори кои ќе ги промовираат сите македонски обичаи во градот Кушадаси во Турција. Кандидатите за градоначалници за вршниот збор пред изборниот молк го искористија за да го надополнат списокот советувања. Социјалдемократската унија Андреј Петров, Јагнула Куновска и Тони Трајковски ги повикаа граѓаните да го заокружат нивниот број на гласачкото ливче. Елизабета Дамјановска. Кандидатите за градоначалници на скопските општини за вршниот збор пред изборниот молк го искористија за да го надополнат списокот советувања и да ги повикаат граѓаните да гласаат за нив. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од редовите на Сдружената опозиција Сојуз за еднината Андреј Петров им вети на вработените во администрацијата дека нема ниту влакно да им фали ако тој седне во градоначалничката фотилја. Сакам да ви ветам чесен и одговорен пристап во работата. Не можам да ви ветувам брда и долини. Би сакал во исто време да дадам една порака и до јавната администрација во Карпош, до вработените во училиштата и во детските градинки. Почитувани граѓани на Карпош, почитувани вработени. Вие имате обврска да работите во интерес на граѓаните. Бидете сигурни дека влакно од главата нема да ви фали
на сите вас што честно и одговорно си ја вршите својата работа. Неговата противкандидатка од Здружената коалиција за подобра Македонија, Јагнула Куновска, вети дека општината ќе субвенционира половина од месечниот надоместок, кој родителите го плаќаат за градинка, па така на годишно ниво ќе заштедат 9.000 денари. Видно место во моите проекти дадов и на развојот и иднината на нашата младост. Предвидов во програмата изградба на градинка, вредносни ваучери од 18.000 денари за учениците од социјално загрозените семејства, стипендии од по 6.000 денари за најдобрите ученици, студенти и спортисти, бесплатна екскурзија за учениците на сите основни училишта во општината еднаш годишно. Тони Трајковски, кандидатот за градоначалник на општина Газибаба од Здружената коалиција за подобра Македонија, вети решавање на проблемите во корелација со граѓаните, при што нагласи дека во наредните 4 години ќе се реализираат 300 нови проекти. Во изборната програма имаме 300 нови проекти за подобра општина Газибаба. Имавме можност да слушнеме и доста квалитетни предлози и за дел од тие предлози земавме обврска во идена да ги вметнеме во нашата програма, затоа што навистина граѓаните потенцира одредени проблеми кои што треба да ги решиме. Чедо Николовски од Социјалдемократската унија ја истакна важната улога која неговата партија ја има на претстојните локални избори, при што ги повика граѓаните да го направат вистинскиот избор. Граѓаните на Република Македонија ќе препознаат дека ние водиме на овие избори сами, смело и на некој начин ги спасиме изборите и ги спасиме Република Македонија, спасиме од бруката пред меѓународната заедница. Кандидатите за градоначалници од коалицијата за подобра Македонија за град Скопје, општина Илинден и општина Бутел, Коце Трајановски, Жика Стојановски и Петре Латиновски, со најавата за реализација на нови проекти низ општините, а бараат поддршката на граѓаните во недела на локалните избори 2013. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од коалицијата за подобра Македонија, Коце Трајановски, кој за против кандидати ги има Јани Макрадули од Сојузот на едината, Артан Груби од ДУИ, Бекен Фазли од ДПА, Габриела Арсовска Милошевска од Републиканска алијанса, Гора Николовски од Либерална партија, Жаклина Николиќ од ЦДУ, Злате Војновски од НДП и Љулзим Фазири од НДП. Повика граѓаните масовно да излезат на гласање и да ја дадат поддршката за новите проекти во градот. Трајановски побари и поддршка за Советот со чие мнозинство би се оствариле голем дел од проектите. Уверен сум дека ќе ја добиеме поддршката на граѓаните од градот Скопје врз основа на оние проекти кои што им ги нудиме во нашата изборна програма. При тоа би сакал да напоменам дека ја барам поддршката покрај за мене за градоначалник на градот Скопје, ја барам поддршката и за Советот на градот Скопје. Кандидатот за градоначалник на општина Илинден Жика Стојановски од ВМРО ДПМН, кој е во трка за градоначалничко место заедно со кандидатите Миле Велиновски од коалицијата Сојуз на еднината и Деја Ристовски од ЦДУ на денешната пресконференција информираше за досегашниот тек на кампањата за локалните избори. Стојановски на овие избори настапува со програма која се состои од 100 нови проекти во сите 12 населени места, кои според него не идоа на позитивен прием кај граѓаните, пред се затоа што тие проекти како приоритетни биле посочени и дефинирани од жителите на општината. Сакам да го искажам моето задоволство од досегашниот тек, од досегашното одвивање на кампањата. Ја представивме нашата програма која што содржи повеќе од 100 проекти. Пред граѓаните ја презентиравме целосно програмата со извори на финансирање, со рокови на извршување. За да искажат поддршката граѓаните на локалните избори во недела, повика и кандидатот за градоначалник на општина Бутел од коалицијата за подобра Македонија Петре Латиновски, кој овие избори за против кандидати ги има Коста Начевски од СДСМ, Ѓорѓе Сековски од ЦДУ, Петар Мандалов СДПМ, Алил Палоши од ДУИ и Ермонт Мифтари од ДПА. Латиновски истакна дека ќе продолжи со инфраструктурните објекти и подобрување на патната инфраструктура низ општината. Продолжуваме во периодот, во годините што доаѓаат со решавање на проблемот поново со населеното место Љуботен со водоснабдување, продолжуваме со завршување на фекалната канализација во Љубанци и во Љуботен и во сите останати населени места. Патната инфраструктура која што во општина Бутел овие години беше далеку подобрена, меѓутоа мислам сега
ќе продолжиме. Ако направиме 25 км, верувам дека во овој мандат ќе нема населено место, ќе нема патче кое што нема да биде асфалтирано. Кандидатот за градоначалник на град Скопје Јани Макрадули од коалицијата Сојуз за еднината денеска ги повика граѓаните да излезат во масовен број на изборите во недела и побара поддршка за својата кандидатура. Изборите според Макрадули не се обични, туку можност за промена на лошите политики на власта. На овие избори гласате еднаш, но вашиот глас вреди двојно. За промена на локалната власт и во исто време за одземање на легитимитетот на централната власт. Да ги победиме на локалните избори, веднаш потоа да ги победиме на предвремените парламентарни избори, рече Макрадули. Тој истакна дека Сојузот за еднината нуди визија за промени во општините и во градот Скопје. Во недела на 24 март на денот на одржувањето на локалните избори во канцеларијата на Народниот правобранител во период од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатна телефонска линија 0800 54321, на која граѓаните ќе може да пријават каква било повреда на избирачкото право. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со преземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права, се вели во денешното соопштение од Народниот правобранител на Република Македонија. Во останатиот дел на урбаните вести уште ќе гледате. Спорт. Македонија денеска игра против Белгија во квалификациите за пласма на светското првенство во Бразил 2014 година. Актуел. Токсикологија Мјузик снимија химна за еколошко движење. Македонија денеска игра против Белгија во квалификациите за пласма на светското првенство во Бразил 2014 година. Веднаш по рекламите се и останатите спортски вести.